Млади чекаат во долги редици во центрите за регистрација како овој за регрутирање во рамките на програмата која им дава можности на малавиците да работат на фарми во Израел. Тие се надеваат дека ќе им се придружат околу 600 жители на Малави кои се префрлени со хеликоптер во Израел преку земјоделската програма. Жителка на Блантаер, вториот по големина град во земјата, 23 годишната Рута Канчунджулу, е подготвена за таква можност. Ова е животна шанса. Нема да ја пропуштам заради тоа што во некои делови на државата се води војна. Бидејќи израелските резервисти се повикани на воена служба од почетокот на војната со Хамас во октомври, Малави не е единствената земја со која Израел склучува договори за размена на работна сила, за да ги пополни празнините создадени на фармите. Кенија објави дека испраќа 1500 земјоделски работници во декември, а израелските власти рекоа дека регрутирањето е во тек во Уганда и Танзанија. Но програмата за размена на работна сила во Малави не е без критичари. Коалицијата на бранители на човековите права на Малави, или ХРДЦ, ја обвинува владата за тајност на договорот. Мајкл Кајаца, заменик председател на групата за права, вели дека тие сакаат пристап до информациите за односот на Израел кон странските земјоделски работници. Важно деталите како што се прашањата за безбедност, прашањата за плаќање и условите за работа да се јасни за луѓето да можат да донесат информирани одлуки. Во следните 5 години Министерството за труд на Малави вели дека планира да испрати најмалку 5000 луѓе да работат на фармите во Израел, но бројката може да достигне и до 15.000. Организацијата за права, млади и општество, или ЈАС, побара јасна политичка позиција за програмата, вели незиниот извршен директор Чарлс Кајловека. Во моментов нема насоки кои го леснуваат или поддржуваат регулирањето на овој извоз на работна сила, а позагрижувачко е што владата на овие млади луѓе гледа како на комерцијални алатки. Израелскиот амбасадор Мајкл Лотем за локален медиум неодамна изјави дека извозот на работна сила ќе биде од корист за двете земји, но заклучно со декември 2023 година не бил подпишан меморандум за разбирање според портпаролот на владата на Малави Мозес Кункују. Меморандумот што ќе го имаме треба да биде главен документ што се однесува на операциите на теренот. Младите се вработуваат, одат во Израел, работат, некои влегуваат, почнуваат да го критикуваат тој процес. Преку програмата за размена на работна сила, владата на Малави вели дека се генерира странска валута со тоа што младите луѓе добиваат работа во странство.